Радо со Марија се познаваш, ова е Марија Јаковлевска. Не знам. Ја не, познади тебе, Марија. Ова е Владимир Радосавлевиќ, што комуницирате за пандата. Знаете, тоа не се запознаеме. Јадите се потемнала коса. Да. Сега кога сме оперативни, барем за сега, може да полека, значи, да почнеме. Најпрвин, дозволете ми со задоволство да ве поздравам и да го поздравам вашето присуство денеска тука на регионалната конференција која што Граѓанската асоциација Мост ја спроведува во партнерство со уште неколку организации од регионот, поточно во рамките на проектот Транспарентност на регионот, е дел од регионалниот проект Употреба на новите медиуми во промовирање на транспарентноста на владите. Особено задоволство ми представува тоа што денеска тука имаме представници на неколку министерства, предпоставувам задолжени за работа на овие теми. Со други зборови, ова, како што можете да видите, еден нов концепт, не е толку виртуелно колку што е сеопфатно. Овој час кој што ќе го поминеме ние тука заедно ќе биде посведочен од страна на аудиториум во уште 3 држави, поточно во Црна Гора, во Србија и во Босна и Херцеговина. Концептот е на слични, а не толку различни теми. Разговараме, прво се разговараше во Црна Гора, потоа во Србија, сега се разговара тука во Македонија и потоа ќе се разговара и во Босна и Херцеговина. Тоа што денеска не донесе одека заедно е истражувањето кое што Граѓанската асоциација Мост го спроведе, кое што беше исто така спроведено и во овие други 3 држави кои што ги кажуваме, значи како регионално истражување, каде што со по претходно поставени параметри направивме контрола на сите владини, односно на сите интернет страници на сите министерства во Република Македонија, вклучително и на владата на Република Македонија. Уште еднаш ќе кажам, темата на денешниот панел е транспарентност на институциите во Република Македонија. Трете поред за денот, после нас оди уште Црна Гора, односно Босна и Херцеговина. Можеме во текот на настанов слободно да твитате на хаштагот #Владе. Значи, јас како модератор на овој настан, без претходно дополнително, значи да ја должам работата, ако сме оперативни, веднаш, значи, ќе ја предадам палката на нашите панелисти. Со нас денеска е Златко Димитриевски, кој што во име на Граѓанската асоциација Мост ќе ги пренесе нашите сознанија, кои што се повторно инкорпорирани во резултатите од ова регионално истражување. Со нас е Ирена Бојаджиевска, која што веќе подолго време соработува со нас и еден од луѓето во рамките на државниот апарат кој што искрено се труди тоа што министерствата го поседуваат како информација да го стави на увид на јавноста и да го направи полесно достапно. И со нас е и Герман Филков од Центарот за граѓански иницијативи, кој што во изминативе неколку години е еден од сериозните конкуренти на Граѓанската асоциација Мост кога станува збор за поднесување на барања за пристап до информација од јавен карактер. Зборам за апсолутни бројки сега, а не и во успешност на добивање на информациите назад. Значи, без претходно да имаме договорено кој би говорил прв, Златко, ќе одиме по редослед што го кажа. Значи, ќе ве молам да бидеме куси, прецизни и да ги допреме оние точки кои што би биле важни и за аудиториумот тука, меѓутоа и во насока на тоа што досега беше говорено на
претходните два панели. Повели Златко. Здраво на сите, особено чест и задоволство ми да ви се обратам. Јас ќе говорам за истражувањето и за делумно за дел од резултатите кои ги добивме од мониторингот, колку да ви воведам по темата и да имаме потоа ќе дискутираме ако сакате подробно за поедини резултати. Значи мониторингот на веб страниците се состоеше, беше поделен во 5 области. Тоа е транспарентност на работата на институциите, транспарентност на нивниот буџет, односно буџетска транспарентност, слободниот пристап до информации, учеството на засегнатите страни во креирањето на политиките и користењето на новите медиуми во комуникацијата со граѓаните. Мониторингот беше спроведен во периодот септември-октомври 2013 година, така што сите потоци што ги кажувам се валидни за тој период. Во меѓувреме може би да има некои промени на страните на министерствата, но тоа беше надвор од мониторингот. Значи мониторингот заврши во октомври 2013. И ова е таа состојба тогаш кога заврши. Публикацијата што ја добивте е фактички резултат на тој мониторинг, таму е поопширно опишан се презентирани резултатите, добрите практики и препораки за институциите. Исто така резултатите од мониторингот, целосните резултати може да ги најдете на отворене владе .cdtmn.org. Таму се комплетните резултати и можете да правите споредби помеѓу институциите од различни држави. Според резултатите само за Република Македонија, кога гледаме како една целина, 5 министерства имаја највисок резултат. Тоа беа Министерството за транспорт и врски, Министерството за здравство, за животна средина и просторно планирање, Министерството за надворешни работи и Министерството за финансии. Имавме поставено 60 индикатори за министерствата. Од тие 60, овие 5 министерства исполни 1/3 или 20 индикатори во апсолутна бројка. Најслабо министерство, односно најмалку индикатори, исполни Министерството за локална самоуправа со 1/5 или 12 индикатори од тие 60. Овие резултати придонесоа веб страниците на министерствата да се најдат на трето место во регионот, позади Црна Гора со 40,5%, Србија со 39,8%, ние сме со 27,1% и Босна и Херцеговина е последна со 25,7%. Што се однесува пак до веб страниците на владите, тука Македонија е за жал на последното место со 35,9% исполнетост на критериумите. За владата овој резултат се должи на тоа што мислам дека во овие 3 области, а тоа се буџет, слободен пристап до информации и учество на засегнати страни, немаше исполнето ниту еден од овие индикатори на веб страницата на владата. Поради тоа ние сме на 4-то место. Од мониторингот нормално учиме едни од други, гледаме нешто каде функционира, каде не функционира и поради тоа изложивме неколку добри практики, заклучоци и препораки кои што би можеле да бидат релевантни и за нашите институции. Например, владите во Црна Гора и во Србија објавуваат информации за своите седници и дневен ред за седниците на своите веб страни, додека пак владата на Федерацијата на Босна и Херцеговина дури ги објавува и усвоените акти кои што се усвојуваат на седница, откако тие ќе бидат објавени во службен вестник. Значи се ова може да се најде на веб страниците на нивните влади. На нашата влада, на страницата на нашата влада за жал нема се уште информации за дневниот ред на седниците и не се закачуваат документите кои што се усвојуваат, што би било добро да се прифати како добра практика. Интересна исто така и буџетската транспарентност. Например, во Србија скоро сите министерства го имаат објавено својот буџет на само буџетот кој што ги тангира нив, односно за министерството, на својата веб страница, додека кај нас, например, само Министерството за здравство го имаше објавено својот буџет. Тоа е нормално само од службен вестник и сечок од целосниот буџет на државата, но сепак се потрудиле и го објавиле.
додека другите министерства нема објавено. Она што е карактеристично за сите држави е тоа што постои разлика меѓу првото министерство во секоја држава и последното министерство до рагминствата, што укажува дека министерствата не водат единствена политика на објавување на информации на своите веб страни. И еден од нашите предлози, имајќи го предвид искуството на Босна и Србија, е да се унифицира изгледот и содржините на веб страниците, и тоа во овие две држави е направено со подзаконски акт, правилник или насоки за изгледот и содржината на веб страниците, кои што министерствата се задолжени да го почитуваат. И поради тоа приметивме, забележавме дека нивните страни во голем се со поголема унифицираност. Дури во Црна Гора мислам дека сите министерства имаат целосно ист изглед и целосни содржини на истите содржини може да ги најдете на страницата на секоја од министерствата. Ај малку попластично, како изгледа тоа кај нас? Значи кај нас имаме неколку министерства кои што имаат една веб платформа, други министерства со различен распоред на мени, различно место на кое што може да се најдат документите, кои што може да се даунлоадираат. Различна класификација на информациите. Да. Дури и на некои веб страни, тоа што ми е наредно што сакав да го кажам, дури она што по закон треба да се објави недостасува, што барем тоа би требало да, ако ништо друго, барем тоа да биде објавено, например, листата на информации кои министерствата ги поседуваат од јавен карактер и контакт датоци за лицето кое што е задолжено за посредување со информации, кои што според законот за слободен пристап до информации од јавен карактер треба да ги имаат на веб страна, но за жал мислам дека 6 министерства ја имаа исполнета оваа врска, останатите ја немаа исполнета. Исто така, во процесот на подготовка на закони, соопштенијата кои што министерствата ги објавуваат на веб сајтот за подготовка на закони ЕНЕР, истите тие соопштенија според упатството за подготовка на закони треба да се најдат и на веб страницата на министерството, а тоа соопштение содржи текст на предлог законот, имейл адреса за коментари, време трајање на јавниот увид во кој што може да се достават тие коментари и извештај за јавната расправа и за коментарите. Дали ова значи дека ЕНЕР не функционира баш како што треба? Значи, ЕНЕР функционира, но тие информации ги нема на самите веб страни на министерствата. Значи, Пошто покрај тоа што треба да се објават на ЕНЕР, тие треба да ги имат на своите веб страни според упатството, значи ова не е ништо надвор од упатството кое што регулативата, да. За жал ниту едно министерство немаше вакви соопштенија објавено, имаше информации за одржана веб јавна расправа, кај неколку министерства имаше исто и на едно министерство нацрт на закон објавено, но сепак тоа не е во доволен број. Но сепак граѓанската асоциација Мостот секогаш нели била предводник на процесите и ние нашата генерална препорака со која што би завршил тука е дека би требало да се оди дури понатаму од законските обврски и сметаме дека е во интерес на министерствата дури и оние податоци кои што информации кои што со закон не се задолжени да ги објавуваат, добро е да ги објават. Зошто? Затоа што тоа би имало неколку позитивни последици. Би се зголемила прво транспарентност на нивната работа, би се намалил бројот на барања за слободен пристап кои што граѓаните евентуално или организациите невладини би ги доставиле, и со тоа би се намалил нивниот обем на работа, би се олеснил пристапот до информациите и времето потребно да се дојдете до определена информација. Пошто сега, ако сакате да добиете информација, не мора, али законскиот рок е 30 дена, во кој што треба да се одговори, па ако не се одговори, жалба и така натаму. На овој начин, доколку тие бидат ставени претходно на веб страницата, тогаш целиот тој процес ќе се олесни и мислам дека оваа наша заложба е комплетно комплементарна со процесот на отворено владино партнерство, како што го нарекуваме кај нас, и мислам дека Ирина ќе ни каже повеќе за тоа. Така да ми завршил, за тоа што имам повеќе време за дискусија. Добро, благодарам Златко. Накратко, значи само еден мал сублимат. Имаме ситуација во која што имаме крајна неунифицираност на интернет страниците, имаме ситуација во која што и онаа регулатива каква е таква е која што постои не е
допре и доследно испочитувана од страна на министерствата. Имаме ситуација во која што нашата влада е четврта во регионот, односно последна по параметрите кои што беа однапред зададени, и исто така имаме една мала, да речеме, интересна состојба во која што имаме сериозни разлики во скорингот, односно во бодувањето помеѓу министерствата, дури и на регионално ниво. Да. Со владата, со министерствата на Црна Гора имаат над 50%, например, исполнетост, што е над половина. Па добро, веројатно за тој резултатот е таков каков што е. Без да должиме повеќе, Ирена Бојаджиевска повели. Фала. Фала за поканата и многу ми е драго што сум денеска на овој форум. Некако и целиот овој процес, а и вашата публикација и истражувањето доаѓаат во вистински момент, затоа што сметам дека поголемиот дел од учесниците денес, бидејќи сме соработувале со нив, а и од земјите кои што се поканети исто од регионот на денешната регионална конференција, сите сме дел од отвореното владино партнерство и како држави членки на оваа меѓународна иницијатива имаме обврски да составиме акцијски план за отворено владино партнерство кој што треба да биде мерило за тоа колку владата и невладиниот сектор навистина во партнерски однос ги развиваат сите овие индикатори, ги спроведуваат мерките кои што произлегуваат од оваа иницијатива. Транспарентност е секако една од главните работи на иницијативата. И она што го кажав, тоа е дека во вистински момент доаѓа вашето истражување, е резултат на тоа дека во моментов имаме акцијски план од 2012-2014 година. Значи, Република Македонија стана членка на отвореното владино партнерство во 2011 година, кажавме дека се приклучуваме, во 2012 година во јуни го донесовме акцијскиот план, владата го донесе, и сега сме во постапка, значи само што го објавивме процесот на вториот акцијски план, значи создавање на акцијскиот план за 2014-2016 година. Во наредниот период, значи ќе се гледаме и ќе соработуваме многу почесто. Беше само една најава иницијално дадена на страната на Министерството за информатичко општество и администрација, затоа што ние ќе го координираме процесот, иако тука треба да бидат вклучени сите невладени организации, сите институции, сите оние кои што ќе бидат, значи, носители на поединечните мерки и активности. Го ставивме моменталниот акцијски план, бидејќи тој се уште е валиден за сите оние кои што имаат одредени мислења во однос на тоа дали треба нешто да остане или нешто да се отфрли, нешто да се измени. Значи, структурата генерално е таа и сега ќе започнеме, значи, со консултации, дебати, поединечни состаноци. Отворени сме во однос на она се што е предлог како да се тера и самиот процес, значи дали ќе има потреба од повеќе и билатерални средби, и вакви форуми, е-демократија како интернет алатка ни постои и така натаму. Значи сите облици на вклученост треба да бидат запазени, а вашето истражување и овие резултати, особено фактот што имате внатре развиени индикатори, ќе послужат во голема мера да видиме, значи, до каде стоиме со ова што во моментов го имаме, што треба да се подобри, и очекуваме нормално во вид на некакви препораки да ги добиеме сите овие работи и за како придонес, значи, кон акцијскиот план, да им најдеме матична институција која што треба понатаму да ги спроведува. А под матична институција не мислам само министерство, туку мислам невладини организации, сите оние кои што ќе бидат вклучени во спроведување на дадената мерка. Во контекст на транспарентноста, која што е само еден од сегментите што веќе спомна во акцијскиот план за отворено владино партнерство, ние како Министерство за информатичко општество и администрација уште во 2012 година почнавме со делот за Open Data или отворените податоци. Денеска имав прилика да ги слушам колегите од Црна Гора и од Србија, ќе го почекаме делот и од Босна и Херцеговина. Во голема мера се зборуваше за нивниот закон за слободен пристап до информација од јавен карактер. Во наша исто претходна соработка со МОСТ знам дека сте рекордери во доставување на барања за тука сте некаде заедно. Како беше на истражување последно што ми доставивте до парламентот, беше околу 2800 и нешто барања по да.
што уште еднашка покажува за оно што го збориме, дека од ова не би имало потреба доколку институциите само иницијативно ги имаат публикувано податоците на начин и во форма во кој што би можеле понатаму да бидат користени. Сега во Република Македонија има уште од 2006 година точно Закон за слободен пристап до информација од јавен карактер, меѓутоа веќе на глобално ниво за уште еден повисок степен на транспарентност, особено од аспекти на можност да се користат тие податоци, бидејќи податоците и припаѓаат на јавноста, ние сите како даночни обврзници во општество ги плаќаме нив. Македонија сега, значи на 3 февруари, тоа беше во понеделникот, собранието го донесе законот за користење на податоците од јавен сектор. Овој закон е всушност закон за open data. Овој закон представува согласување со Европската директива од 2003 година на Европскиот парламент и на Советот за повторна употреба на податоците од јавниот сектор и исто така ги вградивме измените на оваа директива, што ги донесоа парламентот и Советот во јули 2013 година. Со тоа сме една практично од првите земји кои што и измените на директивата ги имаме вградено во законот. Ќе ја олесни ли работава тој? Да, овој закон уствари треба на сите институции, бидејќи во самиот процес на Open Data некако нашето министерство настапи доста пионерски, па бевме исто и со ентузијастите од другите институции заеднички некако патерни, ајде да отвориме се што може на граѓаните да им треба. Меѓутоа има доста институции кои што да речеме имаат можеби не инертност, него и на некој начин обврска по кој основ да ги отвараме овие податоци, така да сега со овој закон практично ја затвараме правната рамка дека податоците не само што се објавуваат, туку може да се дадат и за нивно натамошно користење. И практично ова во голема мера треба да им ја олесни работата на крајните корисници, ама и на самите институции, се оно што може да се даде за употреба веќе да го објават на своите веб страни, а ние како министерство ќе направиме исто и тоа во законот е предвидено централен каталог на тие податоци, значи линкувано до изворот на информацијата со институцијата што ја генерира, а на принципот на веб страната Open Data Gov.mk или ќе се вика и отворени податоци Gov.mk, ќе може да се пристапува до сите тие податоци во компјутерски обработлив формат. Тоа е најважно, значи да не испуштам да кажам дека овој закон ги утврдува сите оние отворени формати, отворени стандарди, без лиценци и така натаму. Супер. Тоа значи дека ќе имаме официјални податоци, да, кои што ќе може да бидат референцирани, да, на едно место. Не, да. И тој каталог веројатно редовно ќе биде ажуриран, да, веројатно. Да, има и рокови и се е предвидено во закон. Да. Супер. Така да Уште да почнеме да го имплементираме. Да, значи, точно. Па во тој дел ќе ни треба. Што не е објавен во службен весник сигурно. Да, во понеделникот што ме донесен, чекаме сега за имплементацијата ќе ни треба помош исто така од страна на граѓанското општество, на девелоперите, на сите значи заинтересирани страни, затоа што целта на овој закон по меѓу транспарентност, инклузивност и така натаму е нели создавањето на нови апликации, содржини, услуги, информации и така натаму. Значи онаа додадена вредност на податоците да се искористи во вистинска смисла и ќе ни биде од голема помош да ни кажете какви податоци ви требаат најмногу. Тоа го правевме најчесто и со факултетите, и со студентите, и со оние кои што имаат интерес да развиваат вакви апликации. Во оваа фаза, значи, одиме со тоа институциите да ги креираат тие каталози на податоци кои што ќе ги дадат за користење, но пошто треба двонасочна комуникација, неопходно е нормално и тука вашиот инпут во однос на тоа на кои податоци да им се даде предност во отварањето, затоа што знаете има техничка обработка, законот нема да се спроведе, ќе се спроведува веднаш, ама нема се веднаш да може да се отвори. Значи сите тие работи додека ги правиме вод, инпутот за она што е најкорисно и најпотребно е од голема вредност. Со оглед на тоа дека овде ексклузивно, значи денеска дознавме и добивме веста за постоење на една ваков закон. Еве, чисто како идеја или предлог, мислам дека дефинитивно треба да се организира една јавна расправа каде што ќе се направи презентација на тој закон. Да, може. Затоа што сега пак, значи, во насока на нашите заложби како граѓанско општество, може би добро било претходно да седнеме малку да поразговараме за да видиме што да направиме или што да се инкорпорира во тој закон за да не го правиме сега тоа постфестум, меѓутоа тоа е далеку и од вашите ингеренции, претпоставувам и од нашите, тоа треба да го направат тие кои што во тој процес го креирале законот.
ама нема врска, значи стоиме на располагање за било што, барем ние како граѓанска асоциација Мост, па дури и за организација на една јавна дебата евентуално. Да, по тоа прашање. Да. Беше објавен законот и на ЕНЕР, а искуството од 2012 до сега во спроведувањето и се она што видовме на терен дека не функционира, ставено е во законот. Нешто специјално многу надвор од рамката на она што е дадено во директивата не излеговме, а законот е доста општ, па за ова што го спомнавте има простор за имплементација. Супер. Така да. Супер. Не сме ограничени. Одлично. Завршивте, готово? Да. Добро. За крај, ама не и најнебитен во целата оваа работа, Герман Филков на Центарот за граѓански иницијативи, кој што малку ќе ни ги сподели неговите искуства, кои што се, барем според тоа, колку јас сум запознаен, една интересна комбинација од транспарентност, може би не на толку високо ниво, меѓутоа со оглед на тоа дека збориме за институциите, тука се опфатени и единиците на локалната самоуправа. Меѓутоа не е дека, колку што јас знам, работите само со единиците на локалната самоуправа, дека тоа е малку и пошироко. Значи, транспарентноста, меѓутоа и мали примеси на имплементација на законот за пристап до информација од јавен карактер. Нема да се обидувам да го модерирам твоето излагање од сам почеток, меѓутоа повели да не должиме. Благодарам, веднаш да кажам дека законот го применуваме највулгарно кажано силом прилики. Значи, законот за пристап до информација од јавен карактер го применуваме како последна инстанца кога на ниеден друг начин не можеме да ги добиеме податоците што инаку треба да се јавни. И за тоа законот јас и колку го сакам, бидејќи 80% од нашиот инпут како информации за анализа го добиваме низ тој закон, толку и него сакам, бидејќи институциите сваќаат дека законот законот е таму и ти треба да побараш за нешто да ти дадат. Не сакам да барам јавна информација. Значи, нус појава. Да, сакам нешто ако е специфично, сега и знам МВР број на собраќајки со жртви во ПС-8. Тоа нема да го објават, но ќе го побарам, ќе ми го излистаат. Значи, после ќе се навратам на законот, бидејќи тука има некои... Ќе ти го излистаат, ама ако побараш регионално да го направите, тоа е проблем. Добро. Значи, јас сакам да зборувам за транспарентност во една од најбитните сфери во нашиот живот, да тоа е трошењето на нашите пари. Ние особено го следиме процесот на јавни набавки и сите анализи што ги правиме се засноваат на инпут од информации кои што де факто се јавни, меѓутоа како доаѓаме до нив самите знаеме. Зошто е ова важно? Само да кажам 2-3 бројки, дека 916 милиони или еве речиси милиарда годишно евра се трошат за јавни набавки. Значи ние даваме пари, како што кажавте, како даночни обрзници на органите да управуваат со нив, тие ги трошат за своите потреби, за да ни направат улици, патишта, школи, градинки, болници и сакаме да знаеме како ги трошат тие наши пари, бидејќи се навистина наши и нивни, бидејќи и тие се даночни обрзници. Баш не знам дали сте го прочитале, ама кој не го прочитал, убаво е да си го прочита. Пред некој ден Европска унија излезе со еден од ретките извештаи за антикорупција или за корупција, повеќе збори, во Европска унија. Ќе видите за не, и во Европска унија е ретко. 2010-та нешто има малку и сега излега прв пат вака се одважија. Четвртина е за јавни набавки посветена. Цела една огромно поглавие тука. И ОЕЦД и Европска унија сите ги стават како најризична сфера за корупција, а знаеме дека наспроти корупцијата лежи и транспарентноста, па така доаѓаме до транспарентноста. Само да кажам дека јавните набавки во Македонија се целосно електронски, значи и тука па доаѓаме до транспарентноста, бидејќи во Македонија јавните набавки се извршуваат централизирано преку еден систем, електронски систем за јавни набавки, кој што повеќе е направен на институциите и на фирмите да има возможи да тргуваат, односно да ги водат набавките. Малку е подзаборавено дека тој па нас не е механизам за транспарентност. Значи, тој треба малку и да се модифицира за граѓаните да го користат, за да можат да добиваат информации. Тука влетуваме ние, како и вие, како и сите во Македонија, каде што нешто не прави државата за граѓаните, прават невладините организации. Иако тоа не секој се сваќа така и добронамерно,
бидејќи сензитивна дејност навистина да гледаш кој како троши, меѓутоа сегде тоа така се прави и мониторингот сегде е. А зошто е тоа сензитивна дејност? Еве ќе кажам преку барање за пристап точно им бараме колку по која цена што купиле. И веќе тука една мала паника ги фаќа институциите, иако морам да кажам, спомна барањето за пристап, повеќе не знам, сега се дојдовме како да кажам, се стабилизиравме на околу 800 барања, толку ни требаат годишно, само за јавни набавки. Другите што ги праќаме се за други работи, па едно и бројката на одговори се стабилизира на едно 75 до 80%. Добиваме одговори, што е многу висок процент, спрема истражувања за граѓаните колку добиваат одговори и што правевме новинари, направивме еден тест на институциите, 35% доби одговор. Значи нашите 80 се навистина многу. И ние тука не сме, да. Така? Значи над 60. Сега околу транспарентноста. Кај нас има јас ја делам на два вида транспарентност. Една што е законски форсирана или задолжителна, нели законот вели мора да се објави ова, и втората е онаа доброволна или активна, популарно наречена, институциите сами без некој да ги тера да чувствуваат потреба да ги објавуваат податоците. Околу оваа активната се кршат копијата, бидејќи тука кај нас има една вечна борба меѓу правниците, како ги читаат законите, и сите ние останати други, ја не сум правник, економист сум. Правниците мислат ако не пишува во закон дека нешто треба да се објави, не треба да се објави. А јас па мислам дека ако пишува мора да се објави, а другото треба да се објави. Бидејќи нема причина, или ако некогаш си добил барање за пристап за една информација што влага во основниот корпус на слободни информации, таа од следниот месец или година, зависи периодиката, треба да стане достапна. Така јас ќе праќам 200 барања годишно, вие ќе праќате може 500, 1000, не знам, значи ќе се намали и граѓаните сега сакаат да си играат на компјутер, ќе седнат и ќе си читаат. Нели, ќе се, мислам, ќе дознаат некој, а ако им ги нудиш, уште повеќе ќе дознаат. Отворете веб страни на било која институција, Британија е далеко отидена во овој поглед. Чудо има еве околу трошењето на јавните пари. Тоа што ние се залагаме да го фатиме целиот процес. Значи, кај нас што се објавува на интернет, односно на веб страна, на тој електронски систем. Кога некој бара нешто да купи, оглас објавува. Сакам да купам кола. После објавува условите кои се за да учествуваш и после објавува едно известување во кое вели вклучивме договор со тој по таа и таа цена. Се убаво ако една кола, па ќе ја видам цената, ама ако има 50 производи, го дава вкупната вредност на сите 50 производи. Ја не знам колку посебно купиле. Во земите кај што држа до транспарентност, ода чекор понатаму, значи во овој корпус влегува целиот циклус на трошење, значи и спроведувањето на договорите. Па сум посетувал институции по и источноевропски земји и западноевропски, кај што овие информации ја закачуваат и фактурата, од која се гледа што фактурирале, на која цена, за колку, и ти ќе си направи споредба што барале, кој што им понудил, и дека навистина потрошиле толку пари, без анекси, без глупости, без додатоци, што кај нас сега системот овозможи за јавни набавки, има една можност да прикачат известување за реализиран договор. Баш да кажат, за овој договор, вака е реализацијата, волку пари потрошивме. Отворена е 10 месеци таа можност. Еве вчера вечерта сумирав, 7 извештаи има за реализиран договор закачено, на годишно 23.000 склучени договори. Ако се 23 за година, еве јас викам 15 нека се за 10 месеци илјади, од тие 15.000 само 7 има известувања дека договорот се реализирал по таа цена, што не е тешко. Се ова зборам за ова е онаа законски задолжителна транспарентност. Кога ќе се вратам промил, не знам колка не го пресметав, оти не е релевантно. Кога ќе се вратам на онаа активната, тука веќе тука мислам дека и за тој процентите наши се волкави ниски. Ќе спомнам една бенигна работа, годишните планови за јавни набавки. Секоја институција мора да донесе годишен план за јавни набавки до 31 јануари. Да каже план, ова ќе купам,
по таа цена, односно они си нели проценета вредност, не знаат колку, во март, ова во април, ова во септември и годишен план и после по него си работат, не се остварува тој, бидејќи е зависи од буџетот не се остварил, потребата се сменила, не е битно, но е план. Тој план е според законот за слободен пристап јавен документ. 6 институции го објавуваат од договорни органи со закон за јавни набавки има околу 1300. Значи 6 го објавуваат на своите... само Министерството за информатичко општество. Според истражувањето. Така. Значи го објавуваат на своите веб страни, а тоа не е, да кажам, план за јавни набавки. План. Сега ние што правиме? Работиме со, не знам, 200 институции во Источна Македонија, на фирми мали им помагаме да учествуваат во јавни набавки. И за нивни потреби на 200 институции им ги бараме плановите, ги преработуваме, ги добиваме во хартија, па ги пишуваме во електронски верзии, не е битно, за да им ги дадеме на фирмите да планираат, ако е за компјутери фирмата од Делчево, да знае дека општина Делчево во септември планира да купи компјутери, па да се подспреми да е тука, да не оди на одмор, да планира набавка, да направи за краток рок, да даде за искорака. Си имаат они во својот бизнес. Значи, таквите работи, а да не зборам дека многу ретко институциите, уште една активна мерка на активна транспарентност, како објавуваат оглас на електронскиот систем, така да го стават и на својата веб страна. Оти, например, ова особено е важно за општините. Ако сум фирма од Виница, сакам да отворам на веб страната на мојата општина и да видам што набавки има во моментов. И кога ќе ја видам набавка на тој, кога ќе кликнам, ќе ме однесе линк до електронскиот систем, каде понатаму се процесира цела набавка. И тоа од тој аспект го нема. Што може да се направи во вашите тие препораки, исто влегуваат и овие информации. Сега дека ќе отворите во транспарентност, информациите околу јавните набавки се негде на врвот како информации што треба секој да ги објави. Ние во вашите препораки, да додадам, се залагаме за утврдување на едни минимални стандарди за транспарентност, ван овие што постојат, што секоја институција мора да ги примени. Ќе влезат и кај вас после и на вашиот сајт, и да се интегрира целиот циклус на јавни набавки, од планот, огласот, спроведената набавка, реализираниот договор, фактурата да ја видиме на крај. И така ние ќе можеме, има например, не знам дали сигурно сте чуле, овде сте луѓе од таа област, една општина Мартин се вика од Словачка. Иако Словачка е читам со Грција, Шпанија меѓу најлошите земји за транспарентност, да, таа Мартин доби награда светска од Обединетите нации за најтранспарентна општина за ланската година и бевме таму, зборувавме со тој нивниот. Таму за јавните набавки права чуда. Значи, кликаш на некое делче од градот и ти на клупа, на Google Map, клупа. И вика, клупата е купена таа година. Со тој договор за јавна набавка. Учествуваат 10 фирми на тендерот, победи оваа со оваа цена, оваа е рок на, не знам што, све имаш за клупата. А претходно пишува ли кој му се на градоначалникот? Не пишува. Градоначалникот е и пратеник во парламентот. Тоа е тоа што фали. Кај тоа се овозможува. И уште за законот, кога кажуваме, еве, за овој законот, да кажам за законот за слободен пристап, лани во април до владата испративме до Министерство за правда буквално амандман за намалување на рокот, после 300 анализи, перипетии и дискусии, на 20 дена и веќе во парламентот е на законска измена со еден член измената е од 30 на 20 дена се намали рокот, така што малку од малку ќе ни олесни, да, ќе се забрза и плюс уште 10, значи место 30 и 40 ќе биде 20 и 30 дена, така што јас извинувам што ќе морам малку да те прекинам, имам едно кусо техничко соопштение, значи за една минута ќе излеземе од стримингот, најверојатно во 12:50 треба да не исклучат, ама тоа не е причина ние да не си поразговараме малку доколку има интерес за тоа, се надевам. Со тоа што би ја замолил Теа како техничка поддршка да фати што повеќе од ова што ќе го збориме, а нема да се снима, како би отишло на хаштагот на Твитер, за да можете од прилика да видат луѓето што прават. Како? Не оди у реал тайм. Добро.
Значи, вака денеска видовме дека на едно истражување кое што не е нималку да кажам позитивно или резултатите негови, ќе речам, не се позитивни за Република Македонија. Видовме едно излагање во кое што државата, ќе кажам, превзела еден сет на активности и веќе имаме закон кој што треба да го погледнеме и да видиме како ќе помогне овие резултати во иднина да бидат подобри. И исто така имавме едно интересно излагање каде што видовме што значи активна транспарентност и задолжителна транспарентност. Веројатно еден заеднички заклучок е затоа што тоа некако ми превладуваше во трите дискусии, е дека тоа што веќе е дадено како информација од јавен карактер на било каков субјект, дали е физичко лице или правен субјект, тотално нема причина да не биде објавено на интернет, на официјалната веб страна. Исклучително се фрустрирам кога ќе одам на различните министерства на веб страните и кога ќе видам дека си ги водат како секој своја фирма, а дека не се унифицирани, дека информациите кои што би можел да ги најдеш на истиот дел од екранот кај едно министерство, не можеш да ги најдеш на друго. Ако се обидеме да сублимираме, значи има многу работа пред нас. Одлично е што ова истражување се случи сега, затоа што и од тука ги имаме оние слаби карики во целиот процес, па така да и дел од овие препораки ќе можат да бидат инкорпорирани евентуално во некоја измена на или од проста причина што едно е кога ќе се напише законот, а сосема друго е кога ќе почне да се имплементира и кога можно е нели да се случат и некои технички проблеми или работи кои што ќе треба да се средат. Јас го отварам значи просторот за евентуални прашања, коментари. Ако не се јавите сами, јас ќе ве прашам, одма да знаете. Еве, можеби ќе се вратам малку до Герман. Спомна 20% неуспешни фидбеци. Така, значи пуштате барање, 80% одговарат, 20% не одговарат. Можеш ли да ми кажеш прво каква е природата на барањата на кои што не ви одговараат и кои највеќе не ви одговара? Природата е различна, значи зборувам за овие што се барањата што ги бараме од аспект на јавните набавки. Ние што бараме? Бараме тендерска документација, оти до сега не беше законски задолжителна. Сега од 1 јануари мора да се објави и тендерската заедно со оглас. Така што веќе нема да ја бараме тендерската, оти ќе ја имаме. А тендерска бараме и бараме извештај од јавната набавка кој што содржи одлука, кој е избран за најдобар, зошто е избран, и извештај од електронската аукција, кој учествувал и како ги намалувал цените. Тоа бараме. Нема правило дали, и бараме, например, еве правиме споредба на цените по кои ги купуваат вода пола литра и бараме пола литра вода сте купиле во јануари по која цена. Значи цена за конкретен производ. А ги компарирате ли институциите што купиле пола литро вода од истиот производител во различни периоди? Не, до толку од истиот не. Значи само да е иста производ, а не од ист производител. И нема правило за што не одговараат. Значи тие што не одговараат. Некој тендерска не ти дава, што е па најбенигна работа, мислам, ќе ја закачи кога ќе заврши тендерот, не е проблем. Најмногу не даваат. Сега има некој што ние точно знаеме кој не ќе да ја даде, оти не ќе да ја даде. Но најмногу не даваат од незнаење. Или лицето што го пишале за слободен пристап не знае дека е за слободен пристап, или отишло на одмор па колегата што го заменува не знае дека го заменува, или си отишло воопшто од институцијата, не назначиле нова, уште стои старото. Значи, уште едно 10% ги добиваме со телефон, со молење.
апа ви испративме, апа ова, има некои безобразни што вели апа од сега течат нови 40 дена, викаме како да не, па одма у комисијата се јавуваме и морам да признам што сме пратиле до комисијата, сени после ги добиваме одговорите да, и навистина сте информации од јавен карактер, да нема дилема и така да, а генерално има интересно едно сознание, општините, институциите на локално ниво се многу повеќе ни одговараат на барањата, отколку на централно ниво. Министерствата се најсомолени и државните агенции, овие поголеми предпријатија јавни, додека општини, локални јавни предпријатија, установи веднаш, значи не ни чекаат ни, бидејќи законот погрешно се чита. Законот вели барањето за пристап се одговара веднаш, а најкасно во рок од 30 дена. А не се одговара за 30 дена. Бидејќи ние како ќе ги испратиме денес, тачно за еден месец почињаат да стигаат. Не. Еве сега во еден ден на 31 јануари ги испративме 220 барања за овие плановите годишни. За 2 дена на факс ни стигна малце, 2-3, на имейл ни стигнаа 34. За 2 дена. Значи на имейл ни ги праќаат веднаш. Са другите ќе ги чекаме. Одма што не го добиеш, знаеме дека е 30 дена или 40. Дали има некој да праша нешто? Коментар? Мене ме интересира од институциите што се, дали граѓани бараат информации од слободен карактер. Кај вас да, знам МВР дека сте најбомбардирани. Па и од нас сте бомбардирани баш кај еден подолг период. МВР Нешто се у аналитика таму баѓа, макар ви од нас. МВР одговори и на новинарите во тестирањето. Бара некој по така. Мене не ми е јасна една работа. Околу нешто нема одговор. Мене не ми е јасна една работа. Кој знае да скенира тука? Има некој што не знае да скенира? Не, озбилен су, прашувам. Знаете на скенер да ставите документи и после тоа да го најдете во компјутер? Знаете, така? Сега замислете, некој у Министерство за здравство го земал службениот весник кај што е буџетот на Министерството. Таа страна. Ја ставил на скенер, тоа е 4 минути работа. Значи ја конвертирал у електронска варијанта. 2-3 страни. Добро, 7 минути. Ја конвертирал уште 3 минути или како оди тоа. Ја не знам да скенирам, да кажам. И после тоа го пратил веројатно до IT-то и му рекол, го буџетот за годинава, изгласан, нели, потврден све. Значи, тоа е операција што трае 15 минути и само едно минута, тоа не можев да си го опростам, затоа што малку и, веројатно и емотивно го свативме ова регионално, па Македонија последна, па пред Босна за малку, па и така натака. Значи, тоа се такви ситници, кои што ги нема. Буџет. Што може да разбереме од буџетот прво? Можеш ти како економиста да разбереш. Евентуално, зашто да го нема буџетот на веб страна? Тоа стварно не може. Сега уште еден податок најтазе, пред да кажам едно 20 дена, се обидовме, сакаме да направиме едно истражување колку од проценти од буџетот општината троши за јавни набавки. Некој што ги има сите буџети на општините, на едно во Македонија, нема. Мислам, тоа е надвор од умот, таква информација. Од 80 општини се сега наброј. За 35 или 6 не се сеќавам, информациите ги најдовме на нивните веб страни. Зборам буџет за 2013, што помина. Се од овие 35 само на 5 се кој ќе отвориш буџет. Другите треба да ги бараш останати документи. Или во најубаво се наоѓаат во службените гласници што ги објавуваат на општините, па по логика од преклани од 31 декември седница или 30 декември, па ќе отвориш, па ќе листаш и ќе го најдеш буџетот скениран, или? Добро, општиниве немаат тоа нивно јавно гласило официјално? Има секоја посебна и го лепат на некој, на интернет. Ако го залепат тоа на интернет, значи тука се записници. Ама таму вика, службен гласник 1 2012, службен гласник 2, 3, 4, 35. И ти не знаеш у која. Се предпоставаш дека е последниот, пошто го носат на крај година. Ај ќе го најдеш и така. 30 општини ни дадоа на телефон. Добар ден, таму правиме истражување, ве молиме за буџетот.
Тоа траеше, нели, колегата каде е, овој каде е, од службата каде е, ни ги дадоа. 11 општини никако не ќе да ги дадат, дури една позната голема скопска општина вака ни рече. Нема човек што кај нас што би ви го дал тој податок. Демек, џабе се трудите. И сега за овие 11 мораме со законот за слободен пристап да ги побараме. Една општина, ќе ја кажам, мислам дека е Берово или Делчево, не ме држите за збор, тоа не сум го видел. Кој ќе отвориш, од десно вели буџет и под него вели извештај на Државниот завод за ревизија. Цел извештај, у кој што има и критики, значи не е баш, ама го ставиле до буџетот. Значи, тоа се вика транспарентност. Ти кој ќе отвориш толкаво вака светка буџет и под него светка извештај на ДЗР за општината, во кој што има и критики. Една е во Македонија, ама... Јас сакам тука да се надоврзам, пошто успеав да видам дел од одговорите на овие прашања. Има едно прашање во истражувањето, дали буџетските документи се објавуваат во форматот отворени податоци или open data. Да. Значи, едно од првите министерства што го фативме со open data е Министерството за финансии и буџетот на Република Македонија од 2010 до 2012, значи тогаш пошто станавме членки на ОВП партнерството, прво тоа го објавивме. Така да, сега добро предпоставувам дека Open Data како веб портал не бил анализиран во истражувањето. Само финансии сајтот, да речеме. Да. Таму го бараме буџет. Ако таму е, затоа што на државата, а ние го бараме на министерството. Тоа е нешто што треба да подискутираме и би било корисно, значи во контекст на следните. На Министерството за финансии буџетот го нема. Како министерство. Да. А буџетот на Република Македонија не е буџет на Министерството за финансии. Да, тоа сакав да прашам. Например, пошто целиот буџет на Република Македонија е внатре поделен по буџетите на министерствата. И сега, например, јас како граѓанин кога би истражувала и да видам по-одделен буџет на некое министерство, пак за мене релевантен ќе биде овој на државата или тој што е објавен во службен весник. Затоа што сепак се тоа бројки не би споредувала кој е точниот, кој е погрешниот. Мислам, чисто размислување и прашање на некој начин до вас, дали стварно треба и би било ли тоа, би се сметало ли за релевантен податок, секое министерство на својата страна да објавува парче од буџетот, или барем сите да дадат линк, или го имаме, еве, open budget имаме, мислам, во рамките на open data, сите буџети, дури сега со Министерство за финансии разговараме, најверојатно и ребалансите би се објавувале. Шифрарникот го објавија за како да се читаат податоците за тие што не се економисти. Значи, тоа е се што може да се отвори поврзано со буџет во отворен формат. Дали тоа е доволно и би било тоа најрелевантен извор, или на страна од тоа се очекува, например, секој министерство за себе својот буџет да го лепи на веб страната? Значи, вака, ние планираме ова да го продолжиме. Да. Нема да застане, се надеваме тука. И ова ќе биде една од препораките, да речеме, или размислување во рамките на методологијата за следната година. Имаме и ние, значи, одредени работи кои што сакаме да ги покренеме во рамките на методологијата, не заради тоа што Македонија е трета во регионот, повеќе заради тоа што од практичен аспект, да речеме, функционирањето на ЕНЕР не е земено во предвид, каде што има јавна дебата. Да речеме, другите држави го немаат тој ресурс. И така натаму, значи, сепак, тоа е работа на договор помеѓу партнерите кои што го спроведуваат проектот. Значи, ќе има некој, доколку дојде до повторување на оваа активност, ќе има некои измени во рамките на тоа што ќе гледаме, како ќе гледаме и колку ќе гледаме. Се разбира дека ќе искомуницираме во понатамошниот тек да видиме како заеднички можеме дел од овие препораки да се обидеме да ги доближиме до министерствата. Се со цел, нели, оние работи кои што се тотално бенигни, а се потребни за граѓаните или треба да бидат на веб страната, како еден мал почеток. И што криваат процентуално тука на 0, така, да нема нули во процентите, туку стварно да има информации кои што се, еве, ако не се оптимум, представуваат некој позитивен минимум кои што треба да бидат таму кај што се. Сигурно ли никој ништо не сака да праша? Сега е време да ги уклучиме од Србија. Од Босна. Па ако не сме исклучени,
не знам сега. Јас тука би ви се заблагодарил за вашето присуство. Би ги поздравил нашите колеги и партнери од регионот, кои што веројатно не гледа и не следеа до сега. И до скоро видување. Пријатно. Кој сака може да остане да